деца и возрастни со посебни потреби и инвалиди. Значи овде сме за сите овие лица. Денес кампуваме овде, меѓутоа кампуваме пред совеста на сите оние што можат да направат нешто за нашите деца, за возрастните со посебни потреби, а физички за да можат при очи да не видат, при уши да не слушнат, ако сакат да дојдат тука со нас да се видат. Значи, ние не сме против никого, во ова нема политика. Значи, има закони кои што гарантираат права за нашите деца. Некои од законите за жал се само на хартија. Се надеваме дека имаме, значи ние сме за проактивни мерки. Значи ние родителите се нудиме, ние како волонтери, наши тимоти, целиот наш живот го нудиме и сакаме да бидеме партнери со институциите и со секој оној што сака да ни помогне. Значи ние нема само да седиме дома некој да ни го решава проблемот. Значи ние сакаме партнерски однос. Еве има фондации, има странски пари што може да врезат, меѓутоа ние сакаме покровител да не бидат институциите. Ние тоа ќе го работиме, меѓутоа зад нас да стоат институциите, бидејќи ние сме дел од ова општество. Значи не сме ни повеќе, не сме ни помалку од другите. Нашите деца имат право да живеат, имаме право и ние да живееме, меѓутоа нашите животи се многу тешки. Имаме болни родители кои што може да ги нема меѓу нас. Што ќе биде со тие деца? Значи, тоа ги повикуваме сите што сакаат да се придружат. Ние сме овде 3 дена. Секој месец на 20, 21 и 22 ќе бидеме овде, додека да се формира нова влада. Кога ќе се формира, ќе се собереме од цела Македонија сите овде, за да не видат колку сме. И се надеваме дека еден од приоритетите на новата влада ќе бидеме и ние. И проблеми. Значи, ние доставивме бавања до институциите и до партиите пред изборите. Ќе бидат и тука бавањата, значи, на првиот конгрес за лица со посебни потреби во Скопје, повеќе здруженија ги составивме тие бавања. Значи, тие ни се заедничките бавања за сите нас, бидејќи се покупуваме во тие бавања и потоа секоја категорија на лица со посебни потреби има и свој бавања кои што се вон тоа. Значи, дел од бавањата не се пари од буџетот некој да ни дава. Значи, не е тоа муабетот. Еве, еден од законите кои што го баваме е државата да биде покровител на нашите деца. Како? Да го искористи нашиот имот. Значи, после мојата смрт, мојата држава Македонија сакам мојата куќа во Штип да ја искористи за бенефит на моето дете. Бидејќи моментално, ако јас починам и мојата сопруга, се знае, роднините ќе си го разделат името и моето дете ќе заврши во Неговци, Бадовци, Демев Капија, нашите деца не се за таму. Значи, ние работиме веќе на проект со европски пари да изградиме центри. Значи, пофункционалните родители, пофункционалните деца и возрастни со посебни потреби не да бидат во центри, туку да бидат во станови каде што ќе живеат со припомош. Значи, имаме бавања, веќе врпчињата ги знаат, пак ќе ги доставиме. Дури и за тој дечко сме тука, бидејќи светските статистики велат, секој од 20 дете ќе биде со некој проблем. Не дај Боже тоа момче утре други ден да има дете или внук, ние го газиме снегот, на него ќе му биде подобро. Ќе останете и вечер во овде како? Значи 2 вечери ќе спиеме, во сабота во 15 часот си одиме. Како да не сме биле тука, ќе изчистиме се, значи нема ни тревата да ја оштетиме, град Скопје да биде, значи, среќен, да не се грижи.